Почитуван заменик министер, почитувани колеги. Јас, многу истражував околу овој проблем и потикнато од она што беше ветено од страна на Социјалдемократскиот сојуз за изборите, гледам дека ни денар не е инвестирано во сето ова. Факт е дека во 2019 година, јуни и јули месец, во општина Кисела Вода е распишан конкурс за аплицирање, каде што општината ветува 30%, но не знам колку сте информирани, нема одзив на овој конкурс и затоа лично сметав дека со една квалитетна распределба на финансиите можете како да им се излези во пресрет на граѓаните од Кисела Вода. Пак ќе се повторам, значи споменуваме проекти за развој на локалните, тоест општинските услуги, но повеќе од 3 години во Кисела Вода нема еден денар дадено за оваа намена. Сакам само да ве запознам и вас, драги колеги, да ве убедам дека со поставување на енергетско ефикасни фасади во општина Кисела Вода е еден од клучните фактори за подобрување на квалитетот на живот во овој дел на градот Скопје. И во прилог ќе напоменам неколку клучни поенти зошто е тоа толку многу важно. Општина Кисела Вода е голема општина која изобилува со згради кои за жал не сите имаат енергетско ефикасни фасади, односно загубата на енергијата е огромна. Загубата на енергија во волку големи објекти за живење дополнително и директно го влошува проблемот со амбиенталниот воздух кој го дишат скопјани. А за тој проблем верувам дека во следниот период и такако многумина ќе дискутираат и такако многумина ќе се жалат во врска со овој проблем. Финансиски исто така се огромни загубите на граѓаните кои ако направиме анализа се почесто поради висината на сметките и состојбата во која се наоѓаат се откажуваат од системот на БЕК, тоест користење на градско парно. Голем дел од овие граѓани кои припаѓаат на социјално ранливите категории бараат алтернативни решенија за затоплување на домовите, а со тоа повторно ќе потенцирам, директно се влошува проблемот со квалитетот на воздухот во Скопје. Аерозагадување со кое сите ќе се соочиме уште овој месец. И како последно во овој дел би сакала да напоменам дека голем дел од домаќинствата од овие згради во Кисела Вода со поставувањето на овие енергетско ефикасни фасади ќе имаат можност дополнително да заштедат од така скапата електрична енергија. Јас овде сакам да напоменам, анализирајќи го буџетот, иако многу и не се разбирам во тоа, искрено сум, забележав дека има намалување во делот на заштитата на животна средина, се намалува буџетот за управување со отпадоци за цели 88,9%. Со вакви намалувања во вака сериозни сектори дополнително го мотивирате и така лошото работење на локалните власти, како што беше и примерот со предлогот на град Скопје за дислокација на хаварисаните возила на територија на градот во близина, значи истите тие возила од целата територија на град Скопје да се дислоцираат во близина на Драчево и Батинци. Од непланско и хаотично работење може да има само ваков предлог, бидејќи сите напуштени и хаварисани возила да се донесат на локација кај Драчево и Батинци, со што ќе се озурпира плодна површина, штетните химикалии што истекуваат од возилата ќе загадат почвата, ќе загадат подземните води, или пак таму е во близина Дрисла, можеби другите не сте запознаени, станува збор за градската депонија, каде што се отстранува пак целото градско ѓубриво во близина на овие населени места, а ги има и повеќе. Верувајте ми, алармантноста е до тој степен да загадениот воздух или неподносливата реја која што се шири од овие локации само ја прави ситуацијата да биде пострашна и поалармантна. Проблемите од ваков карактер постојат, но треба системски да се решаваат. Со кратење во образованието не се добиваат резултати. Зошто го реков овоа вака? Заради тоа што ако системски нешто се решава, нели треба да тргнеме и од образованието. Напротив, таму треба да се зголемува, да се подобрува состојбата, како децата ќе знаат одржливо да се однесуваат спрема природата и одржливо да се однесуваат и во општеството. Затоа треба да се работи на
ситуацијата да се мотивираат наставниците, да имаме квалитетно образование, но за жал јас овде ќе се коригирам во мотивирањето на наставниците, бидејќи Министерството за образование и наука наградата за просветен работник на годината за учебна 2019-2020 година ја даде на директор кој е со мандат од 3 години од основно училиште во Охрид. Иако тој не ги исполнува предложените критериуми, господинот требало да добие награда. Ке се запрашате зошто го спомнувам ова. А го спомнувам заради тоа што, пак ќе се повторам, кратењето во делот на образованието, посебно основното, средното образование, овдека во овој дел што успеав да го извадам, значи, од анализата на буџетот за Министерството за образование и наука, верувајте, има многу во делот на расходи, субвенции и трансфери, исплата по извршни исправи. Значи, оние задолжувања кои што ги имало Министерството, не фер и неисправно е да се крати од нешто, а тоа е од квалитетот, посебно, пак ќе се повторам, основното и средното образование. На крај би сакала само да кажам дека навистина жално е што се кратат одделови каде што вистински треба да има повеќе финансии, а ги даваме во невладиниот сектор. Се плашам да не во иднина испадне работата така како што испадна со фамозниот тренинг на магариња и злоупотребата на европските средства. Ви благодарам. Прв за реплика